теми од образованието. Со мене во студиото е професорката Маја Стевановиќ од Независниот академски синдикат. Добро утро, добре дојдовте во студиото на утрински брифинг. Повод за поканата е колективниот договор кој го подпишавте со Министерството за образование и наука. Па ајде накратко кои се главните одредби кои ги содржи овој колективен договор и што ќе значи ова за вас, професорите? Да прецизирам, подписник на колективниот договор е СОНГ, сепак, како репрезентативен синдикат, а Независниот академски синдикат беше дел од работната група и дел од преговарачкиот тим на СОНГ, кој што преговараше со Министерството за образование и наука, а минатата недела, согласно закон, побаравме да се приклучиме кон колективниот договор кој го подпиша СОНГ и МОН и добивме одобрение од СОНГ да се приклучиме кон колективниот договор. Накратко, кои се придобивките? На системски начин се уредуваат не само платите, туку и сите права од работен однос за вработените во високото образование и науката првпат после 30 години. Кога ќе се каже на системски начин, не говори баш многу, јас ќе морам да се служам со примери. Прв пат во оваа држава, да речеме, вработените во високото образование и науката знаат и се сигурни колку им изнесува платата во делот на средствата кои што ги исплаќа МОН. Дури и ние не бевме свесни, почнавме да се освестуваме во текот на работењето на колективниот договор, колку дел од вработените всушност биле оштетени во сите овие години, благодарение на тоа што платите едноставно не биле ставени на хартија, односно дека групи вработени примале плати многу пониски од она што за нив го исплаќал МОН. Тоа е само еден пример. Кога велиме на системски начин, цел друг сет права од работен однос, вклучително и разграничување на платите согласно сложеност на работните места. Знам дека изненадувачки, но високото образование и науката беше веројатно единствениот сектор во оваа држава во која што голем дел од вработените, оние кои што работат во стручните и административните и служби и техничкиот персонал, досега од страна на Министерството не беа плаќани согласно сложеноста и одговорноста на нивните работни места, односно позиции, туку беа плаќани согласно степенот на образование, например. Сет права, вклучително и некакви си наследени состојби по однос на вработување, унапредување и така натаму, кои што биле затекната пракса, но откривме дека не биле дел од било каков правен акт. И не значи дека во некаква сиднина тие права не можеле да бидат изгубени. Како да речеме, правото на наставниот и на истражувачкиот кадар да напредува без да добие дозвола за напредување од страна на Министерството за финансии и од страна на Министерството за информатичко општество и администрација. Ми се чини дека е целиот циклус и така натаму и така натаму. Да не е должам. Таа постапка не е скратена, туку таа постапка е утврдена. Праксата постоела дека се напредува по автоматизам без да се добие согласност, но откривме дека никаде не било уредена. Сега е, да речеме, и тоа уредено во колективниот договор и ниедна влада нема да може тоа да го смени. Кажувам само неколку примери. Во секој случај, работите се сега ставени во систем, тој систем ќе може само понатаму да се надоградува. Повторувам, прв колективен договор после 30 години. Не можам да си објаснам како било возможно до сега тоа да не се направи, кому тоа му одело во прилог, но ете, за среќа успеавме. Преговорите беа и напорни и комплицирани, бидејќи високото образование на вистина специфичен еден сектор токму поради автономијата на универзитетите, но сепак со добра волја од овете страни, односно од трите страни во случајов, СОНГ, НАКС и Министерството за образование и наука, дојдовме до подпишување на овој колективен договор. Секако дека колективниот договор не може да ги реши сите проблеми и прашања поврзани со финансирањето на високото образование. Колективниот договор е еден сегмент од еден систем поголем. Вториот елемент од тој систем е нешто кое што сега ќе треба да го изработи Националниот совет, тело кое што е предвидено со законот, но се уште не е формирано. Се надевам дека
во многу скора иднина ќе биде формирано и дека тоа тело, односно нашите колеги кои што се внатре, без разлика што ако памтите имаше забелешки по однос на постапката за нивното бирање од страна на интеруниверзитетската комисија, интеруниверзитетската, имавме забелешки по однос на нивниот избор, но сепак тие ќе бидат таму и се надевам дека ќе се борат за доброто на високото образование и науката на начин на кој што синдикатите се борат. За жал, ние нема да имаме тука улога, затоа што синдикатите немаат свое место во Националниот совет, кој треба да ги донесе клучните текстови законски што уредуваат критериуми, услови, критериуми за финансирање, нормативи за одвивање на дејности. Разговаравте за ова со Министерството за образование за вклученост на синдикатите во Советот? Нашиот предлог кога се изработуваше законот за високо образование беше синдикатите да имаат свое место, за жал. Тогаш тој предлог не помина. Се надевам ќе бидеме од надвор овој пат и се надевам дека будно ќе следиме и дека ќе можеме да го дадеме својот придонес. Споменавте 30 години без ваков договор. Проблемот е во професорската фела, што не се организирала во изминатите 30 години, или проблемот лежал цело време во Министерството за образование или во волјата на политиката, еве така ќе кажем? Знаете како, не можам јас да зборувам за години во кои што не сум била активна. Во меѓувреме слушнав, например, дека пред некои си 12-13 години еден голем синдикат изготвил колективен договор и дека проектот бил напуштен по состанок со ректорите. Со образложение дека колективен договор би значил упад во автономија. Во секој случај, секогаш кога имате една материја која што не е регулирана, која што не е ставена во систем, тоа е можност за хајде да речеме, тоа е можност за влијание на оние кои што се на позиција на моќ. Сега, спрегата на моќта во оваа држава секогаш е од двете страни. Од страните на власта и од страните на управите на институциите. Зошто вработените порано не го препознале и впрочем и синдикатите тогашни, зошто вработените порано не го препознале значењето на синдикалното здружување? Па еве сега можам и себе си да се прашам, јас сум била тогаш професор, не сум имала доверба во синдикат, како и најголемиот дел од општеството, работите се менува, работите се сменија, формиравме синдикат за високо образование, знаете дека НАКС е првиот синдикат за високо образование. И овој колективен договор и оваа борба која што НАКС води веќе 5 години, се надевам дека е пример за нашите колеги да разберат колку всушност значи да бидеме сега ние како вработени во позиција непосредно да преговараме со власта, односно со Министерството, а не преку нашите управи. Во соопштението прочитав дека се потврдува и автономијата на универзитетот, која и пред тоа ја имаше. Што значи ова за автономијата, овој колективен договор? Да, точно, тоа е неверојатно голема придобивка, нешто кое што да речеме колегите од Хрватска и Словенија, средини со силни синдикати, успеале да го изборат дури после 20 години борба. Што тоа значи? Во овој колективен договор е утврдено дека право на штрајк вработените во високото образование и науката имаат и по основ нарушување на автономија, а не само за социјекономски прашања. Ова е голема придобивка и јас сум позитивно изненадена од разбирањето на МОН на оваа тема. Практично тука немавме големи дискусии и уште од првиот момент МОН застана зад ова решение. Практично да ја зацврсти автономијата на универзитетот и во овој дел. Зашто беше најтешко да се договорите со врвот на раководството на Министерството? Имаше различни теми. Знам дека вашите гледачи и нашите колеги најмногу ги интересира прашањето за платите. Двата синдиката излегоа со предлог платите да се зголемат многу повеќе, односно да го постигнеме коефициентот, максималниот коефициент кој сметаме дека е примерен за високото образование. Само за пример, за илустрација, најголемата плата во високото образование, плата за редовен професор, беше предвидено да има коефициент 5 во однос на минималната плата. Нешто кое што во претходната држава било стандард, нешто што е стандард во земјите на регионот, со сета свест дека
Таквото покачување би значало за некои категории вработени дури и 100% покачување плата и дека тоа навистина не може да се избори за време трајање од една или односно 2 години, колку што е траењето на колективните договори по правило. Затоа предложивме концепт да потпишеме колективен договор на 5 години со динамика на покачување прецизирана за 5 години. Скоро до пред крај преговаравме за тој концепт. Јас можам да го споделам мојата перцепција и доживување дека мон застана за тој концепт. Но на крај Министерството за финансии така ни беше пренесено, министерот не можел да гарантира таков тип зафаќање во буџетот во услови на пандемија и несигурност. Се вративме на стандардниот концепт на колективен за 2 години и ова што го изборивме коефициентите претворени во проценти некакви за покачување, горе-долу ја следат предвидената динамика од овој првичен концепт, односно првата година 10% во однос на постоечката плата, втората година 10%, нашето предвидување беше 15%. Сепак пред подпишување се договоривме дека за година и пол, 2, колку е важноста на овој колективен договор, ќе почнеме да преговараме за нов и јас се надевам дека тогаш ќе избориме уште повисоки коефициенти. Јасно ни е на сите, не само поради пандемијата, туку една област која што е запуштена 20-30 години, дека е многу тешко да се надокнади пропуштеното за 2 години или за едно преговарање. Но велам, овој колективен договор ја постави основата од која што можеме да одиме само понапред. Професорке, каква е состојбата на вашиот факултет, факултетот за драмски уметности? Што се случува сега, има нели и испитна сесија, но ова е пандемиска година, се работи некако поинаку, се работи онлайн, но кога е уметноста во прашање, можеби не се може да се преслика онлайн. Што се случува сега на вашиот факултет, какви ви се активностите? Ние комбинираме она што е можно да се предава онлайн преку платформа, го предаваме преку платформа, практичните предмети ги работиме во живо, односно надвор, кога дозволуваат временските услови и во мали групи студенти. Сега состојбата е подобрена, се надевам дека ќе почнеме и јавно да ги прикажуваме нашите испити и нашите представи кои што веќе ги имаме. Се наоѓаме во зависност од ситуацијата, но не се предаваме и се обидуваме на секој возможен начин да се приближиме на она што се нормални студии. Инаку, особено, јас пак ќе се вратам на колективниот, особено на факултетите како што е нашиот, кои што немаат сопствени средства, големи се придобивките. Почнувајќи од тоа дека сега во колективниот е гарантирано дека стажот го исплаќа Министерството за образование и наука, нешто за што ние претходно немавме средства, па бевме во опасност да бидеме тужени од страна на вработените и со години не исплаќавме, до овие покачување на плата кои што на ваквите факултети навистина значат со оглед на тоа дека ние ги добиваме платите само од она што го исплаќа Министерството за образование и наука. И за заокружување на овој разговор, мора да прашам за една оценка генерална каква е состојбата со синдикализмот. Ви велите дека сега со СОНК е потпишан овој колективен договор. Јас се сеќавам на вас и од времето кога се протестираше уште пред да дојде оваа владеачка гарнитура на власт, во време кога се појавија многу независни синдикати и практично тие ја водеа синдикалната борба во тоа време. Каква е сега состојбата? Се промени ли нешто, 4-5 години подоцна? Деновиве некако немавме време да се израдуваме, затоа што бевме под баражен напад од различни непринципиелни страни во однос на подпишувањето на колективниот договор, но еве како одминува времето, туку излегуваат придобивките. Според мене една од поголемите придобивки е тоа што НАКС и СОНК, два синдиката кои што тие години за кои што вие зборувате веројатно беа и на различни некакви си страни, се гледа со симпатии или антипатии, но нема соработка, седна на иста маса, направија договор на принципиелна основа и во име на принципиелна цел. Тоа е за мене една од поголемите придобивки, сигурно е тоа она што ние како граѓани го бараме од политичките субјекти.
да се обединат кога се работи за една повисока државна национална цел и да работат во интерес на остварување на таа цел. Така што јас лично сум навистина задоволна што ова успеавме да седнеме, ама успеавме и да останеме и да постигнеме заедно цел која што повторувам е навистина принципијална цел и во интерес на високото образование и науката. Се надевам дека ова ќе биде пример и за другите синдикати, но и за другите политички чинители во оваа држава, односно за сите организирани групи кои што се стремат кон некаква си промена. Значи сепак гледате одредена промена кога е синдикализмот во прашање, ова прашувам бидејќи споменавте дека никој не верува во синдикатите. Да, тоа беше тогаш, еве сега синдикатите си разбудени, синдикатите носат победи, да не го забораваме колективниот во култура, потпишан после 10 години, конкретни резултати се гледаат. И ја спомнавте појавата на малите синдикати, јас ќе ви пренесам искуство од колегите од Словенија и од Хрватска, кои што се членови на тие така наречени големи синдикати и кои што го пренесо искуството нивно од 90-тите години и појавата на малите синдикати. Поради малите синдикати кои што биле бучни, гласни, решени и посветени, и големите синдикати морале да се реформираат поради тоа што биле во опасност дека ќе го изгубат членството. Значи, секој еден нов елемент прави промена во општеството, во системот. Да, нешто слично се случи и кај нас, кога е синдикализмот во прашање, некако видовме промени, како што велите вие, со симпатии или антипатии, но сепак, еве, се случуваат и вакви позитивни примери. Благодарам. Благодарам што бевте дел од денешниот утрински брифинг.